Свика раководството на партијата на состанок во Тетово вечерва пред најавената средба со Мицковски за иднината на владината коалиција. Состанокот треба да почне во секој момент. Таму е колешката Катерина Нешкова, имаме во живо. Катерина, кои се информациите, што се очекува, дали ова ќе биде средбата на која што Таравари ќе донесе одлука за излегување од владината коалиција? Па Иван, имајќи ги предвид сите оние изјави кои што ги слушнавме и од Мицковски, но и од Таравари по на првична средба, јасно е дека овој вечерашен состанок на Централното претседателство на Алијанса ќе биде клучен и ќе се носи она одлука, се поизвестна дека крилото на Таравари излегува од владата. Вчера Мицковски му посака среќа и понатаму во политичкото действување со една изненаденост дека се решил да соработува со Ахмети. Од друга страна пак и Таравари се повеќе наликува на опозиционер, иако во порака што ни ја испрати пред состанокот вели дека вечерва нема да се носат некои големи одлуки. Се очекува после овој состанок да биде договорена и она завршна средба со премиерот. Како што кажав, се појасно е дека Алијанса ќе излезе од владата, имајќи предвид дека одлуката за самостоен настап на локалните избори е конечна. Остатокот од досегашното вреди се формираше како политичка партија, а Таравари е во преговори со ДУИ. Впрочем, тој вчера од Врапчиште порача дека владата го изгубила патот кон Брисел, додека албанците се маргинализирани во институциите и дека нема да дозволи Алијанса да бидат само кукли во владата. Она што можеби е клучна дилема е дали сите од функционери со кои што условно да кажам владе Таравари или ги има под своја надлежност Таравари ќе заминат со него во надворот во владата, особено имајќи предвид дека вице-премиерот Фетај изрази јасно незадоволство од тоа дека неговиот лидер преговара со ДУИ. Од друга страна не е јасно и дали ќе ги задржи сите петмина пратеници со кои што располага Таравари во собранието. Впрочем, денеска Снопче, кој уште се води како координатор на вреди, не се појавил на сабајличката координација кај спикерот Гаши, што можеби и укажува на тоа дека и во редовите на Алијанса се уште нема, барем во рамките на пратениците, нема се уште конечна одлука дека сите би заминале во опозиција. Како што кажа, вечерва е Централното претседателство на Алијанса. Според првичните информации се очекува да биде еден од пократките партиски состаноци, до најмногу 2 часа. Најавено е дека по состанокот изјава ќе има Таравари, пошто и многу појасно ќе биде како стојат работите со Алијанса на албанците. Да, Катерина, ги очекуваме овие информации, меѓутоа какви проблеми може да предизвика излегувањето на Таравари за владата и како на целиот овој процес реагираат останатите партии кои што се дел од оваа актуелна владеачка коалиција? Па денови наназад има изјави од коалицијските партнери во владата дека излегувањето на Таравари нема да значи некој голем потрес за самата влада, дека владеачкото мнозинство е стабилно. Денеска стигна порака и од Знам дека не треба да се гледа на излегувањето на Алијанса на албанците како некоја албанофобство. Од друга страна пак од ВМРО ДПМН се прилично сигурни дека располагаат со доволен број на пратеници во парламентот. Она што е интересно е дека легитимитетот на владата го спори ДУИ доколку Алијанса излезе од владата, велики дека во тој случај албанците нема доволно да бидат застапени во владиниот кабинет и дека со тоа всушност и на тоа всушност предупредувале и претходно. Деталите околу партиските ставови ги гледаме во прилогот на колегата Александар Спасен.